Помина 30 години на сам ден на Илинден, кога првпат дојдо во славна Дебарца, поточно речено во селото Лактиње, кога за тогашното радио Скопје, за емисиите Гласот на татковината и нашите во странство, направив документарна радио репортажа. Ете, Господ сакал по изминати 30 години повторно да го посетам ова село, исто така на сам ден на Илинден, овој пат да направам не радио репортажа, туку нова телевизијска репортажа. Мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во ова село, а лактинци да ми бидат мои домајкини, јас да бидам дел од сенародната веселба која со векови се пренесува од колено на колено, од генерација на генерација, а воедно да видам дали лактинци се уште го негуваат народниот ритуал, поточно кажано како што било некогаш така и сега, а дел од овој народен ритуал преку оваа репортажа ќе се обидам, драги мои, и вам да ви доловам и вие што се вели да бидите дел од него. Во Лактиње дојдов рано, можне рано, во раните утрински сати. Сред селото го немаше оној класичен тип на заборавено сред село. Урбано уредено, налик на мало градско площадче, празнично украсено. На селскиот дом на културата поставено државното знаме на Република Македонија, веднаш до него ликот на македонскиот револуционер Дејан Војвода, десно спомен обележијата на илинденците и партизаните од народно-ослободителната борба, на јужната страна црквата Свети Илија. Празничниот колорит го надополнуваа и сликите на Јосип Броз Тито и Гоце Делчев, поставени една до друга во двете селски продавници, кои уште изутрината беа отворени, а продавачите подготвени да ги услужат нивните соселани со се што им беше потребно. Набрву се целото стана вравулица од народ. Добар ден! Доки, Нека за добар години. ден, за многу години. Денеска на гости во селово. На гости селска слава и бурум да ми дојдите. Ќе дојдеме да се добрами со Себика и нека дено за години. Молим те, значи ќе Договорено. ќе побарате. Готово и ќе договорено. дојдите. Ајде, Дојдам. Доки. Алал да ми. Важи, ајде. Секој е добро. Црковниот двор на црквата Свети Илија не можеше да ги собере лактинци кои беа дојдени на утринска богослужба. Почитувани мои, пред да видите како моите домајкини од селото Лактиње ја празнуваа нивната селска слава Илинден, предлагам да ве запознам со моите досегашни сознанија за историското битување на Лактиње во продолжение на оваа репортажа. Другари, мамо, кај мене на гости, како ми дојдоја, мамо, Низер прозбореја, ракија не побараја, низер прозбореја. Кажете ми, мили браќа, што макаве мачи, што ме отцон разбудите, што абер носите. Што абер носите, не
na svadba da ideš. Dar da mi te dari, brate, merag da i vide. Dar da mi te dari, brate, merag da i vide. Лактиње е село во Западна Македонија, на источната страна на планината Караорман, сместено во областа Дебарца. Оддалечено е 30 км јужно од Кичево и 35 км северно од Охрид и Струга. Соседни села на селото Лактиње се Арбиново од исток, Песочени и Издеглавје од југ, Ржаново и Збажди од запад и југозапад и Годивје од север. Селото Лактиње е стара населба, тоа има своје историско минато и од најстари времена е населено на истиот простор. Во атарот на селото се пронајдени остатоци од стари населби, како што е местоста Градиште, каде што според досегашните археолошки истражувања се верува дека на оваа местност се наоѓал град под име Повеница. Првпат селото Лактиње во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвото црковни повелби и житија кои датираат од 969 година до 1018 за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Мојсей и Самуил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самуил од 979 година до 1014 година и црковните записи кои датираат од времето на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир, во записите на византинските записи од времето на Јован Скелица, поточно кажано од 1020 година, за време на владеењето на византинскиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византинските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, во црковните повелби на кралот Стефан Ураш V Немањич од 1356 година и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин и македонскиот владетел кралот Марко од 1371 година. Првите податоци за селото Лактиње се содржат во пописниот отомански дефтер број 44 од 1467 и 1468 година, каде што во овој дефтер селото се споменува како Латини, во кое имало 48 куќи, во кои живееле 35 рисјански фамилии. Во пописниот дефтер од 1568 и 1569 година, кој се однесува за период од 100 години по претходниот, но и тој ги содржи речиси истите податоци, како и дефтерот број 44 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер Лактиње се споменува како Лактини и припаѓа на Дебарската нахија и имало 36 семејства, 4 неженети, 4 вдовици, сите рисјани. Нека. И добро е да направите емисија исто за овој крај. Меѓу првите, морам да ви кажам, слободни територии е и ова село. Например, во Слободна Дебарца, првото основно училиште е на сред село таму горе. И така, болница за лечење на партизаните и така. Нека е денот за нови години и нека ни е вековит празник од Илинден. Исто така, нека ни е вековит истеќен. Се не. Благодарам.
Дека селото Лактиње на овие простори обстои во многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ од 1873 година, во кој што е запишано дека во 1873 година селото имало 80 домаќинства со 225 жители, сите христијани. Според статистиката на Васил Канчов, Македонија, етнографија и статистика од 1900 година во Лактиње живееле 480 жители. Според податоците на секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, во неговата книга Македонија и незиното христијанско население од 1905 година, Лактиње имало 530 жители. Додека пак според пописите години, во 1948 година во Лактиње живеат 576 жители, во 1953 година 641 жител, во 1961 година Лактиње имало 530 жители, во 1971 година 365 жители, во 1981 година 203 жители, во 1991 година 123 жители, во 1994 година 93 жители, во 2002 година 82 жители. Втората половина на 18 век за Лактиње е период на обновување на селото испразнето со пострушењето на турскиот башибозу. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако е изградбата на претходно развернатата црква Свети Илија, која се наоѓа на североисточниот дел од селото. Истата црква во 1923 година под раководство на џидарската тајфа предводена од џидарот Максим го добива денешниот архитектонски изглед. Според истражувањата на Бранислав Русич, кои се водат за 1948 година, старински себејни родови во селото Лактиње се Топаловци, Доневци, Вељановци и Самарковци. Додека пак семејни родови кои се доселени во селото Лактиње се Србаковци, кои во Лактиње се доселиле во 19 век од Гнилане, Србија. Николовци се доселени од етопското село Горно Полчиште, исто во 19 век. Шајовци се доселени од селото Маврово. Мартировци во Лактиње се доселени од богомилското село Ореше, Базаловци во Лактиње дојдени се од селото Оздолени и Анđелевци во Лактиње се доселени од кичевското село Збрждани. Според истражувањето пак на Јован Трифуновски, кои се водат за 1978 година, најстари семејни родови кои водат потекло од некои две сестри се семејните родови на Топаловци и Вељановци, а од кои се формирани семејните родови на Новевци, Булиовци, Камберовци, Спировци, Доневци, Садровци, Џамевци, Вељановци, Најдевци, Павлевци, Андреевци, Николовци, Ничевци, Максимовци, Станковци, Цејковци и Николовци. Во подалечното минато, мештаните од селото Лактиње учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење
и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Селото дало голем број на македонски револуционери. Во периодот пред и по илинденското востание во селото постоела латинска чета под водство на комитата Алексо Опијаков, а во неговата чета биле Змејко Трајчев, Ѓорѓија Костов, Ристо Трајчев, Богдан Трајчев, Милош Цветанов, Стојан Цветанов, Најденко Наумов, Сарафил Балабанов, Равилко Велјанов, Нове Велјанов, Карамфил Костов, Дуко Цветанов, Дејан Ѓурчин, Трене Данев, Никола Војнев, Србин Војнев, Никола Богданов, Томе Булиов, Крсте Спасов Палов, Карафил Јанев и други. По Арбинската битка ова село било запалено. Турците го запалиле како одмазда за загубената битка со комитите, а убиени биле и многу селани. По Арбиновската битка за Дијарбекир биле испратени Војне Спасов, Србин Војнев, Никола Војнев, Змејко Савев, Велјан Николов, Сандре Бричов, Симјан Спиров, Трене Анđелев, Павле Анđелов, Стојан Цветанов Дуков, Карафил Јанев, Божин Стојанов, Најде Најденов Јанкулов, Тодор Мојсов, Дане Данов, Јон Андреев Велјанов, Карафил Косто Ушов, Никола Војнев, Филип Анđелов, Нове Карамфилов Митрев, Сарафил Петрев, Најде Јанкула и Ристе Мартин. Некои биле ослободени уште во битолскиот затвор, а некои добиле робија по 101 година, додека некои ги оставиле костите во Дијарбекир. Еден од плејадата големи македонски револуционери кои го положија животот на оддарот на слободата и за независна Македонија е и војводата Дејан Димитров Карпата, попознат како Дејан Војвода, роден на 22 март 1873 година, кого тешките животни услови по турската власт ќе го натераат да земе пушка во рака и се приклучи во Македонската револуционерна организација за да го отфрли многовековниот отомански тежок живот. На 6 јули 1901 година станал комита во ново формираната чета на војводата Тале Горанов, а во 1902 година бил назначен за подвојвода на војводата Никола Русински со 9 души четници кои делувале во Охридска Дебарца. Во 1902 година Дејан Димитров Карпата бил назначен за војвода на Чета. Учествувал во подготовките за илинденското востание, каде што покрај многуте организацијски задачи ја имал и задачата за собирање на оружје. Учествувал на Смиленскиот конгрес. За време на Елинденската епопеја води борби кај местностите Сирулски рид и Грмешница. Илинденците не биле само обични луѓе, тие биле джинови на македонската природба кои што ги дале своите животи затоа што верувале во себе, верувале во својот народ, верувале во својата земја. Овие славни илинденци, овие луѓе кои што ги положиле своите млади животи за подобра иднина на својот народ, имале една девиза дека да живееш значи да се бориш. Имено робот се бори за слобода, а слободниот се бори за совршенство. Да се бориш значи дека има шанса или да добиеш или да изгубиш. Меѓутоа, ако не се бориш, тогаш предвреме си потпишал капитулација. Големото дело на илинденците кои што го оставиле зад себе, практично представува една непресушна инспирација, еден патокас и еден светловод за сите генерации кои што доаѓале после нив. Илинденските идеали биле патокас на сите генерации
по овој славен историски период за македонскиот народ. Ние треба да бидеме горди што имаме од кого да се инспирираме, кого да го прославуваме и на кого да му се поклониме за ова што денес го имаме и ова што денес го живееме. Ние денес како генерација сме одговорни за почитувањето на илинденските идеали, меѓутоа и за сегашните и за идните генерации. Илинден представува светол датум не само како историски момент, туку и како духовен и национален празник на македонскиот народ, затоа што практично тој го изразува символот на македонскиот непокор, меѓутоа го изразува и символот на љубовта кон својот народ и кон својата татковина. Почитувањето на делото на илинденците всушност е знак на почит спрема големите дела на македонскиот народ низ историјата, меѓутоа и кон вековниот дострел на илинденските револуционери и почит кон идеалот кој што бил основа за сите понатамошни акции и активности за извојување на слободата и правдата. Тежок и трнлив бил патот на македонскиот народ, тежок и трнлив бил патот до изборување до вистината и слободата. Меѓутоа не бил и непреоден за македонецот, затоа што тој секогаш наоѓал начин да го изоди. Идеалите на илинденците треба да бидат идеали на сите генерации. Секој македонец во себе треба да го носи илинден, каде и да оди и каде и да живее по светот. Исто така лактиње не го избегнуваат воените дејствија како од првата и втората Балканска војна, така и од првата и Втората светска војна во период од 6 години, од кои 3 од страната на Србија и 3 години на страната на Бугарија, учествувале следните лактинци: Богдан Савески, Милош Луковски, Костадин Донецки, Стојан Здравески, Здраве Здравески, Најденко Наумовски, Николе Ристевски, Ѓорѓија Марковски, Ванче Париовски, Димо Дуковски, Јон Костевски, Петре Велјановски, Ташко Андоромски, Николе Војнески, Симјан Спировски, Џино Станковски, Божин Стојановски, Ристе Камберовски, Јанкула Најдески, Кузман Крстановски, Крсте Паловски, Србин Спасески, Методија Танески, Сандре Бричовски, Миладин Мартиновски и други. Лактиње, како и цела Западна Македонија, за време на народно-ослободителната борба било под италијанско-албанска окупација. Па така народот масовно ги помагал партизаните. Во атарот на селото Лактиње на Славе планина се основале неколку партизански единици, меѓу кои и батајонот Мирче Ацев. Во првата партизанска организација во Лактиње се зачлениле следните лактинци: Трајан Дуковски, Сандр Џаменски, Славко Целко, кој е син на Симјан војводата. На 6 октомври 1943 година, со наредба на главниот штаб на Втората оперативна зона, во Лактиње се формира команда на место како заедничка власт, со седниште во прво време во селото Изеглавје, а потоа во Белчишта, а командант бил Танаско Алексов Левски од Сливово, а потоа и Божин Костецки од Белчишта. На истиот ден во Лактиње бил формиран и околискиот народно-ослободителен одбор за теренот на Дебарча. За председател бил избран Антим Поповски од Слатино. Во 1944 година бил избран и вториот народно-ослободителен одбор на Лактиње, во кој влегле следните лактинци: Славко Алексовски, Драгољуб Мартиновски, Здраве Максимовски, Бимбил Трајчевски и Силјан Степановски. Според зборникот на 6-та македонска бригада, во стројот на 6-та македонска бригада биле следните лактинци: Трене Алексовски, Димче Алексовски, Коста Анастасовски, Коста Велјановски, Стоимир Војнески, Трајан Јанкуловски, Никола Камберовски, Воње Митрески, Лазар Најдески, Илија Ничевски, Темелко Ристевски, Темелко Савески, Томе Силјановски, Спиро Симјановски, Леон Симјановски, Јордан Свилевски, Ристо Црбаковски, Ѓорѓи Стојановски, Миле Треневски, Ристо Треневски, Робе Светановски и Трпе Петрески.
Еве денес го одбележуваме еден од најголемите, еден од најсветлите, ако не и најголемиот и најсветлиот датум во историјата на македонскиот народ, Илинден. Денот кога се подсетуваме на епохалното Илинденско востание 1903 година, меѓутоа и на 2 август 1944 година, кога е одржано првото заседание на АСТО и кога практично се удрени темелите на Република Македонија. Денеска, на овој ден, практично ние го одбележуваме остварувањето на сонот на сите оние родолюби и револуционери кои што сонуваа, живееја, работеа, меѓутоа и ги дадоа своите животи за независна држава на македонскиот народ. Овие илинденци се вградија како живи камења во најцврстиот бедем за опстојување на Македонија и на македонскиот народ. И ние врз основа на темелите кои што тие ги поставија, го надградуваме и го усовршуваме македонското национално дело. Лактиње уште од памтивека имало учени луѓе, како што велат самите селани. Но според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година во селската црква Свети Илија, а наставата се изведувала на македонски црковен јазик. Учители биле парохиските свештеници. Многу вековното отоманско робство, тешките услови за живење, оскудното плодно земјиште ги принудиле мештаните од ова село подобра живеачка да побараат, заменувајќи на печалба. Најпрво во Софија, Белград, Солун, Стамбул, а подоцна и низ светот. Најголем дел од миграциите од селото се случиле по Првата светска војна, кога најголем дел од населениците биле економски мигранти. По 1924 година, кога се наметнале одредени квоти за иселеници од Источна Европа, многумина лактинци се одлучиле за иселување најпрво во Аргентина, па потоа во Америка, Канада и Австралија. Најголема заминување на печалба и иселување на селото Лактиње започнува во 1943 година, каде што во Америка заминале 65 фамилии, во Аргентина 30 и во Австралија исто така 30. Најголем, така да речам, погром населението од селото Лактиње доживува во 1948 година, покрај тоа што поголемиот дел од населението кое се населува во Струшко-Охридските села, голем број на цели семејства се населуваат во Прилепско, Битолско, а неколку фамилии заминуваат во Војводина. Од тој временски период целосно се иселени семејните родови на Дуковци, Пластевци, Петревци, Збашковци, Даневци, Трелевци и Богдановци. Кога секој добронамерник ќе дојде во Лактиње и кога ќе прочита селските сокачиња и пачиња и ќе ја виде старата традиционална македонска селска архитектура, ќе се воодушеви од тоа што во селските дворови, врз старите темели на некогашните стари куќи,
се издигаат убави семејни згради кои во себе имаат современо архитектонско решение. Но најмногу ќе се воодушеват од лактинци кои се уште ги негуваат старите адите обичаи, посебно за нивната летна селска слава Илинден, надополнета со современиот начин на живење. Почитувани мои, предлагам дел од празнувањето на летната селска слава на лактинци Илинден да погледнете во продолжение на оваа репортажа. На мојот престој во селото Лактиње му се ближеше крајот. Верувајте ми, не ми се напушташе селото Лактиње, не ми се напушташе убавиот празничен амбиент. Си заминувам од ова славно долнодебрдско село со едно ветување дека пак ќе го посетам ова село со Господ напред, како што велат селаните од ова село.